Настанот со украдените пари по пат на превара, кој се случи деновиве во Кочани, ја вознемири овдешната јавност. За честноста на Чичко Гиго се сеќаваат многумина кочанчани кои го познаваат и соработувале во минатите години со него. Мирен, чесен и пред се добронамерен во секоја прилика, им поверувал на двете момчиња кои го прелажале и му ги зеле парите. За самата случка Чичко Гиго раскажува. У петок околу 9 саат земаме пензијата и од тоде кога се враќам назад, двујца ето кај дистрибуцијата, одека идеш, викам, па зема пензијата, плата зема. Абе, на нашата кола, вика, раципаница, вика нешто, па треба да им иде поправено. Те овие пари бугарски ли се, не знам какви се, не знам че се, вика, ти имаш ли пари? Викам, те се, што ти зема пензијата. Извади од джепот 10.000 динара, зема ги од раката покрај дистрибуцијата и никаде го нема. А оно е другото с него што беше, па тоа па бугарски думаше. Бла, де пари да ги видиме, с нашите пари дали се исти. Викам, тие се исти и овие се исти. А овие се па бугарски ли са, долари ли са, марки ли са, не знам што се. Земаме ги од раката, покрај дистрибуцијата и до денеска. Не ли свика одма тога, не ли реагираш, имаш ли народ, луѓе? Абе, само ја, они двујцата и още ден имаше, ма тај подоле беше. И покрај дистрибуцијата избега, ја до, вика, ќе кидам да земам и жената да викнам. Неговата жена да викнам. Ојде, ната ми никаде го нема. Бе у полицијата, пријавиме тоа се, ама до денеска ништо. Толку. Да ги видиш луѓето, можеш да ги познаеш? Тај што изма парите ќе опознавам. Ама там некаде од тот седел, кажуваше тај мојот син, столето. Не знам што ќе биде. Полицијата како реагираше? Многу, како на секој, така и на мене. Вика, ќе гледаме да направиме, ќе гледаме да го фанеме. Ох, леле, јас се расплака, и таму плака, и тука плака, дома па 2 дена плака. Ќе ги потроше, не знам. Додека ќе биде, не знам. Ваквите случаи на измама на стари, честни луѓе во Кочани станува пракса. Сличен ваков случај се случил и во населбата Оризари, кога бил ограбен таму